но ќе се завртам на мојата десна страна и ќе кажам добро утро на колешката Искра, добро утро и за нашиот гостин. Тоа е доктор Зоран Трајковски, специјалист по радиодиагностика во Аџибадем Систина. Имаме повторно новитети во радиологијата во Систина, ќе разговарате токму на оваа тема. Од мене добро утро и добре не дојдовте уште еднаш. Добро утро. Добро утро. Добро утро, Искра, повелете. Да, петоците вообичаено резервирани за доктор од Аџибадем Систина, но овој месец петоците на некој начин ги посветуваме на роденденот на Аџибадем Систина. Месец април некако е во тој знак. Добро ви утро, добро ни дојдовте. Она што особено е значено кога зборуваме за овие 14 години што ги одбележувате е што токму вие сте од првиот ден. Од самиот почеток во Аџибадем Систина, па сега ме интересира конкретно за вашиот оддел радиологија, какви беа почетоците и како сега не сите овие години се развиваше и растеше вашиот оддел? Благодарам за гостувањето и за прашањето. Значи, Аџибадем Систина е клиничка болница која што е одлична замена, би рекол дури во многу работи подобро од клиничкиот центар каде што претходно јас работев и ја завршив мојата кариера 20 и кусур години работев во клинички центар. Во Аџибадем Систина сум во Го пренесовте сега своето искуство овде. Да. Во Аџибадем Систина сум од почеток, претходно беше тоа само Систина гинеколошка болница каде што многу работа за радиолог немаше, без надворешен консултант, ме вика, ме прашуваа за некои работи кои што беа специфични. Какви се почетоците? Значи, ние 2010 година ја отворивме болница баш во април, на 7 април, кој е денот на здравството. Знаете, имаше многу скепса од тоа како болницата ќе стартува, но можам најодговорно да тврдам после толку време поминато таму дека болницата има континуиран раст и развој. Оделот за радиологија, особено, ние стартувавме со технологија, ние сме како радиолози многу зависни од технологијата. Знаете, ако немате нови апарати, ништо не можете да направите. Може да ви кажем дека менеджментот има слух, особено во последното време, за набавка на нови технологии, а со набавка на нови технологии доаѓаат и новите методи. Јас сум сведок дека ние на почеток работевме, но во последниве година, 2-3, има страшна експанзија, особено во полето на интервентна радиологија. Тоа е една посебна гранка од радиологијата, кај што луѓето што се бават со интервентна радиологија практички лекуваат или многу помагаат во лекувањето на болните. Изгледа малку чудно, бидејќи радиологијата е диагностичка гранка, но со нашите методи ние успеваме во голем број на случаи да делуваме лечебно или да лекуваме, или куративно, ако сакате да кажете, да кажеме на латински. Но можем да ви кажам дека тоа е светски тренд, не е тоа само кај нас. Ние се обидуваме да ги пратиме современите делови, особено да речеме во интервентната онкологија. Тоа е еден посебен дел во Америка, е посебна специализација интервентната онкологија, кај што ги третираме најтешките заболувања. Многу луѓе ќе се запрашаат како тоа сега они нешто на радиологија прават и третираат малигни заболувања. Можам најодговорно да ви кажам дека доколку ние детектираме промена во раната фаза, туморска, можеме комплетно да го решиме проблемот без дополнителна терапија, да речеме оперативен третман, хемотерапија, имунотерапија, биолошка терапија. Има страшна експанзија во онкологијата. Ова е еден дел кај што ние помагаме со нашите методи да речеме, ако направиме, само да ги земеме аблаторните техники, кои што од негде 2017-18 година ги применуваме. Почнавме со радиофреквентна аблација, микроаблација и сега најново нешто, за тоа сум јас тука, е криоаблацијата. Од техниките аблаторни скоро сите, уште ни фали иреверзибилна електропорација. Тоа е нешто што е последно и светски тренд, но криоаблацијата, можем да ви кажам, и нашето искуство што го имаме. Значи, не е тоа само да читаме и да гледаме и да пренесуваме туѓи искуство, имаме собствено искуство.
Да, тоа е нешто на кое што сте особено горди со оглед на тоа што не само минатата година, конкретно минатата година не само за првата во Македонија, туку воопшто и во регионот е извршена таква интервенција. Но јас сакав кога зборуваме за развојот на радиологијата, рековте дека сте зависни од технологијата. Свесни сме дека медицината постојано се развива, уште повеќе технологијата. Со самото тоа, точно вашава гранка, да речеме, од кога сте биле студент вие до сега, со кое темпо се има развиено? Дали има сега нешто што во ваше време било апсолутно незамисливо? Огромна е разликата, знаете, ние не само мојата генерација, него еден куп генерации учевме некои работи, конкретно да речеме за онкологијата, долги години беше, и тоа беше став на Светска здравствена организација, ако 5 години некој преживее малигна болест, се смета за здрав и за излечен. Можем да ви кажем дека тоа правило не важи. Ние добиваме после 10 години, после 12 години жени кои што имале карцином на дојка и доаѓаат со метастази. Значи тоа веќе не важи. Малигните болести се комплетно непредвидливи, ние сме свесни. Ако не станеме свесни, не можеме да ги третираме, знаете, и да се бориме против нив. Има страшен прогрес и страшен скок во таа област на медицината. Значи, само малигните болести, да ги земеме онкологијата, да ја земеме, порано ние кажувавме и време на преживување, да речеме. Сега веќе не. Сега веќе одиме со персонализирана терапија, таргетирана терапија или терапија за секој пациент оделно, само врз основа на молекуларно-биолошкиот профил на болеста. А тоа е многу важно и врзано е со нас, бидејќи се почнува од една биоптична процедура. Значи, ако добиете малигна болест, вие земате биопсија. Таму патолозите, нашите драги колеги, прават една палета на испитувања. Кога ќе дадеме профил ние на малигното заболување, можеме да ја нападнеме болеста со сите оружја што ни стојат на располагање. Има страшна експанзија во хемотерапијата, во лековите и може како што изгледа туморот, бидејќи тие се менуваат нон-стоп, разбирате? Цело време ние трчаме за нешто. И на крај кога ќе дофатиме, може многу ефикасно да третираме. Ова што нашиот дел и оделот за радиологија или интервентна онкологија, како сакате, тоа е дел од онкологија и радиологија, малку се фузионирани оделите, за тоа е и идејата да ние направиме еден голем одел за радиологија, интервентна онкологија, радиотерапија и нуклеарна медицина. Целата диагностика, интервентна и тераписка онкологија биде сместена на едно место, под една капа. Ние може сме различни, но организационно функционираме како еден одел. Има еден шеф на одел, моментално тоа е доцент Ѓоревски, кој што ја организира целата работа и ние кога ќе добиеме пациент го третираме од диагностика до онколошки третман, онаков како што треба. Да не заборавам дека работиме тимски, конзилијарно, имаме онколошки конзилиум. Тоа нешто порано на овие простори беше незамисливо. Да. Значи тоа е вообичаена пракса од почетокот на отварањето на болницата, така треба да работи секоја медицинска институција, знаете, не секој да си го гледа својот дел. Ние имаме онколошки конзилиум секоја среда, секој четврток, секој петок, предоперативен, постоперативен, од кој ќе го извадиме туморот, од кој ќе видиме стадиум на болест, донесуваме заеднички одлуки како да се третира пациентот понатаму. Колку успевате во конкретно вашиот одел, а и воопшто во вашата клиника дали да држите чекор со светските трендови или пак уште повеќе да сте рамо до рамо со нив? Па можам да ви кажам дека ние во последните 2-3 години сме практички паралелно. Трчаме или возиме паралел славам, што би се рекло фигуративно. Можам да ви кажам дека на нашиот одел конкретно интервентните процедури, за нив најмногу ќе зборувам, се поделени во две големи групи, неваскуларни и васкуларни. Порано васкуларниот дел ни беше малку ставен во ќош, не толку развиен. Сега апсолутно се работи, значи само во последните 2-3 дена ние имавме 2-3 емболизации на мозочна невризма. Тоа е интервентна процедура каде што вие делувате, лекувате основната болест. Аневризма е проширено едно топче во мозокот кој што може животот да го загрози на пациентот.
се влегува преку крвен сад внатре со специјална техника катетерска, микрокатетерска и се полни тоа проширување со специјални материјали кои ли се стават стентови и така натаму. Тој дел е комплетно покриен и ние во васкуларната радиологија сега и неурорадиологија особено го пратиме светскиот тренд. За неваскуларните процедури можам да ви кажам дека сме рамо до рамо. Се што се работи било каде, ние го работиме кај нас. Ова последното што го кажавме, сме редок центар во регионот кај што работиме криоаблација. Многу специфична е процедурата. Ајде да ја подобјасним. Да. Долго трае. Инаку основниот принцип знаете кој е? Значи вие мора да имате газ, аргон. Тој прави ниска температура. За да го пласирате во телото мора да имате специјален инструмент, тоа е обично игла, со кое што вие влегувате внатре во човечкиот организам. За да ја пласирате иглата, мора тоа прецизно да го направите, за да немате нус ефекти, повреди и компликации после интервенција. За тоа ви треба многу добра, ние велиме навигација у последно време. Прецизно да ја внесете иглата внатре. Ви треба добар имиджинг, тоа значи ултразвук добар, ако работите по ултразвук. Ви треба добра компјутеризирана томографија или флуороскопија кај компјутеризирана томографија, кај што прецизно гледате кај сте со иглата. Тоа е врзано, што ви кажа, со технологија. Значи, не можете вие да имате некој лош апарат кај што имате лоша видливост. Се мора да видите и прецизно да го направите. Од кога тоа ќе го направите, самата процедура го уклучувате апаратот, повезувате технологијата, апаратот работи и вие мониторирате каков е ефектот на самата интервенција. Лаички кажано, го убивате туморот со ладење? Да. Значи тоа е крио. Го замрзнувате. Го замрзнува. Значи на самото место кај што ќе пласирате иглата, ако е прстутната игла, а кругот туморската промена, ја пласирате во средина, една, две, во зависност од тоа колкава е големината. Значи, основен критериум е големината на туморот, во зависност од тоа зависи колку вие игли за аблација или антени за аблација ќе употребите. Ги пласирате на различни места, треба да има растојание меѓу нив, најмалку 10 мм, за да добиете, тоа се нарекува ice ball на англиски или ледена топка на македонски, кај што зоната е смрзната буквално и тоа не само што ладиме ние, него и одмрзнуваме. Значи ладењето и одмрзнувањето делуваат туморицидно, значи ги убиваат сите клетки во таа околина. Непосредниот ефект од нашата интервенција ќе го видиме од кој ќе направиме после известно време дали PET scan, кај што ќе видиме дали има активност во таа зона. Вообичаено таму нема ништо. Значи кај што ќе направиме ние аблација, комплетно е уништен тој дел. Дали е тоа метастаза, примарен тумор, секаде во телото може да се прави аблација. Во бели дробови, во паренхимни органи, црн дроб, бубрек особено, скелет, конкретно прва интервенција што имате направена по која што сте први во регионот, на кој вид на тумор беше? Тоа беше на метастаза една во скелет и меките делови, кај што пласиравме, верували или не, 5 или 6 антени, каде што беше голема промената и на контролниот PET scan немаше никаква активност. Значи комплетно беше уништен туморот. Не е идејата вие да добиете пациент со голем тумор, разбирате? Треба да фатите нешто што е мало. Тогаш е голем ефектот. Значи, вие кој ќе фатите мал тумор, тогаш ќе го униште. Вчера правевме ние криоаблација на тумор на бубрек. Туморот беше 3 сантиметри, имаше изузетно поволна локација на долниот пол, жената беше негде 80 на години, со 3 антени ние направивме туморицидна практички лекувална процедура, го уништивме туморот, жената е добра, после известно време ќе си оди, не после известно време, него не ги држиме ние пациентите многу, ден, два евентуално, ако нема никакви компликации, утрената го пуштаме дома. Имате многу пациенти кај што е контраиндицирано вие да аплицирате друга некоја метода. Да речем, има проблем со срцето, ќе го врати анестезија. Има проблем со нешто друго, ќе го врати некој друг. За овие процедури ви треба само
добро мониторирање, малку аналгезија, седација и ја правите вие методата. Кога ќе ја направите методата, самата крива аблација не е болна, многу болна процедура. Она е болна, но не многу. За разлика од микробрановата аблација или кај што има температура, појасна температура, таа е многу повеќе болна. И тука е многу важно да имате вие соработник. Ние работиме тимски, значи анестезиолозите се дел од тимот кај што се супримира болката и сите други витални параметри, знаете. Не е тоа едноставна процедура. Таа интервентна процедура микроинвазивна, но треба сите работи, ние ги имаме апсолутно сите услови. Значи имаме услови за да ги правиме процедурите како во операцијна сала. Доктор, искрено вака, барем мене ми давате и тоа како надеж дека сепак може да се победи ракот. Сега со оној дел што се трудите, особено овој месец, тоа е сите овие можности што ги имате да им станат подостапни на пациентите. Низа пакети, попусти. Да, значи во април месец, кога беше годишнината на болницата, со менеджментот донесовме одлука да нашите диагностички процедури станат подостапни за голем број на пациенти и затоа донесовме одлука да дадеме попуст од 50% на скоро сите услуги што ги нуди диагностички аџибадем систина. Тоа значи магнетска резонанца може да се направи со 50% поевтино во сабота, во викенд. Додека компјутеризирана томографија, ги земав тие две методи, бидејќи најмногу информации ни даваат. За било што да видите вие, или компјутеризирана томографија, или магнетска резонанца треба да направите. Кај што може да се направи фина проценка, диагнозата е многу повисока, специфичноста на методата. Значи, во недела може да се направи за 50% поевтино. Не само тоа, него и другите процедури. Да речеме, може да се направи мамографија. Кај жените може да се направи мамографија во недела, 50% поевтино, него во другите денови. Тоа трае, првиот договор е да трае 3 месеци, како промотивен дел, каде што ќе бидат процедурите подостапни за пациентите. Многу едноставно се јавувате во кол центар, и ги добивате сите информации. И ги го закажувате прегледот, доаѓате, го правите испитувањето, си одите дома, после ден-два добивате резултат од самото испитување. Тоа е нешто што болницата се приближува. Правиме пакети не само за, да речеме, диагностичките процедури, се прават пакети на услуги и за други процедури. И гинеколозите имаат пакети, и хирурзите, и рехабилитациони пакети има, кај што може да се добие, бидејќи концептот на приватната болница да секоја процедура има материјален трошок. Болницата, како долгогодишна институција која што постои, сака да ги приближи услугите, да им бидат достапни на нивните пациенти и затоа ги воведе овие промотивни пакети на услуги кај што може да се прегледа многу поповолно него во другите дела. Треба само да ви се обратат за по-детални информации. Во кол центар да се јава 3099-500 и ги добиваат сите информации. Докторе, многу ви благодарам на ова ваше гостување, на овие ваши утешни зборови, можам да кажам, Слободанка. Да, навистина делува многу утешно и надежно пред се. Ви благодарам. Чести задоволство да ја приближам диагностичката и интервентната радиологија особено, што ние правиме, какви нови процедури, како го следиме трендот. Знаете, вие не можете да се такмичите или да конкурирате локално. Нашата конкуренција е на многу повисоко ниво. Да, подалеку. Убаво објаснато, уште еднаш ви благодарам, па се гледаме повторно на некоја исто друга тема.